Благодарам, подпредседателке. Почитувани колеги, јас земам збор само кратко да се произнесам околу лагите и манипулациите кои во континуитет ги кажуваат колегите од опозицијата, посебно од Социјалдемократскиот сојуз, и денес повторно слушнавме обиди од нив да се со цел да се создаде паника околу јавниот долг и задолжувањето на државата. Но кога ќе се тргне политичката реторика, секогаш остануваат фактите, а фактите тука се јасни, прецизни и јавно достапни. Најпрво да кажам дека ова задолжување од 260 милиони евра не е никаква тајна операција, ниту ад-хок одлука. Тоа е дел од усвоениот буџет за 2026 година и јавноста однапред беше добро информирана. Законот е доставен до собранието, постапката е целосно законска, институционална и транспарентна и, што е најважно, не е договарано во 4 очи, како што тоа некогаш го правеа колегите од Социјалдемократскиот сојуз кога ја практикуваа власта. Министерството за финансии контактирало 14 реномирани меѓународни банки, 8 банки доставиле понуди и по детална евалуација е избрана најповолната понуда според цена, структура и сигурност. Тоа е меѓународен конкурентен процес, а не политички дил. И сега истите тие што со години ја задолжуваа државата без никаков резултат, го крадеа буџетот без ги трошеа буџетските средства без да реализираат ниту еден проект, не можат да се пофалат ниту со еден завршен проект во нивниот мандат, држат лекции за финансиска одговорност. Само да кажам дека овие средства ќе бидат искористени за доброто на граѓаните, односно за реализација на капиталните проекти кои ќе бидат во целост реализирани како што е ветено и пред граѓаните. Зедов збор да кажам околу лицемерното однесување во континуитет на опозицијата, посебно на Социјалдемократскиот сојуз, со изнесување на лаги, манипулации во изминатиот период и клеветење и кодошење пред македонската, но пред европската јавност околу задолжувањата, како тоа во Македонија владее режим, нема демократија, зацапани сме длабоко во криминал и корупција и секојдневно на нивна штета, за нивна жал, од токму таа Европа во која секојдневно лажно се крстат и не изборуваат за европските вредности, доаѓаат потврди преку извештаите од етаблирани меѓународни институции, од Европската унија, од Советот на Европа, од Греко, од Евростат, од сите реномирани вакви европски меѓународни фактори, дека државата се движи во вистински правец. Само кратко ќе кажам, ќе почнам да ги демантирам сите тие лаги со 3-4 факти. Најпрвин парламентарното собрание на Советот на Европа донесе одлука за прекинување на завршување на мониторинг процесот кон Македонија, што представува една силна верификација за нивото на демократијата и владењето на правото на меѓународна сцена. Мониторинг механизмите се тесно координирани со критериумите за проширување на Европската Унија. Потоа, Евростат во изнесувањето за напредокот, односно за нивото на бруто домашниот производ на земјите, околу извештајот за земјите во регионот, не рангираат како лидери во регионот со највисок бруто домашен производ, раст на бруто домашен производ од 3,8%. Во споредба ќе кажам Бугарија 3,2%, Хрватска 3,6%, Србија 2,2% и Грција 2%. Со 3,8% во четвртиот квартал ние сме лидери во регионот по напредок на економијата. 6 квартали последователно
имаме раст, економски раст на бруто домашен производ повисок од 3,5%, додека нивото на растот на бруто домашниот производ во Европа се движи околу 1%. И сето ова зборува за добрите економски политики и вистинскиот правец по кој се движи Република Македонија. Околу обвинувањата за криминал и корупција, сакам да го спомнам и најновиот извештај на Греко, каде што се нотира најсериозен напредок од постоењето на Република Македонија до сега во борбата против криминалот и организираниот криминал и корупција. 17 нотирани се напредок во 17 од 23 препораки, што ќе каже ова е најголема потврда дека навистина се работи со честна, искрена намера во борбата против организираниот криминал и корупцијата, а не само декларативни заложби, како што тоа се случуваше во изминатиот период додека Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ беа на власт, а на сите вакви рангирања Македонија тонеше како земја лидер каде што владеат криминалот и корупцијата. И за крај, најновиот шамар и последен вистински шамар кој дојде од Европската комисија вчера, официјално ја оцени Република Македонија како најнапредна во регионот во спроведувањето на обврските од реформската агенда во рамки на планот за раст за Западен Балкан. Како директен резултат на оваа позитивна оценка од европските функционери на Република Македонија вчера и се доделени 65,7 милиони евра, што представува најголем износ доделен во оваа транша, споредбено со другите земји од регионот. Ова е уште една потврда и во уште еден сегмент за успешните политики и лидерството на Македонија во регионот. Убедливо повеќе средства добивме во споредба со така наречените фронтранери во интеграциите Албанија, Црна Гора, со што Европската комисија недвосмислено испрати порака дека Македонија е на вистинскиот пат во интегративниот процес и спроведување на реформската агенда. Затоа уште еднаш ќе кажам, граѓаните на Република Македонија можат да бидат спокојни и околу овај последен заем, дека парите ќе бидат наменски потрошени за реализација на капитални инфраструктурни проекти и за исплаќање на зголемените пензии од 7.000 денари и за исплаќање на зголемените плати во образование, во здравство, во Министерството за внатрешни работи и за исплаќање на плати по случајни договори, колективни договори со сите синдикати со кои беше договорено зголемувањето на платите и пензиите во Република Македонија. Така да Македонија се движи во вистински правец, а Социјалдемократскиот сојуз начело со својот лидер Филипче и неговата предавничко кодошка Булумента можат да продолжат да ја кодошат Македонија каде што ќе стасат, но гледате дека резултатите од тоа кодошење се никакви и на наредните анкети, а наредните анкети ќе бидат за брзо изборите во Република Македонија, ќе си го добијат заслуженото, ќе дојдат со доверба во статистичка грешка ако продолжат на овај начин да ја практикуваат политиката. Благодарам.